Добар ден, кратки најави за денес. Водата во Струга се уште забранета за пиење, може да се користи само како техничка. Се поместува возрастната граница на пациенти со коронарна артериска болест. Над половина милијарда евра досега чини автопатот Кичево-Охрид. Поскапуваат горивата од полноќ. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме сончево време со умерена облачност, дуваше слаб ветер од променлив правец, максималната дневна температура до 12 степени Целзиусови. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Утринската температура од 1 степен, а максималната дневна до 11 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од -3 до максимални 17 степени. Под влијание на поле на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време, освен утре кон крајот на денот кога ќе има услови за слаб локален дожд. До петок ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец кој ќе биде поизразен долж по Вардарието. Од петок ветрот ќе го смени правецот во југоисточен. За време на викендот облачноста ќе се зголеми. Струга повеќе од 2 недели нема безбедна вода за пиење. Иако матноста се намалува, таа се уште е над дозволените граници. Водата од денес може да се користи само како техничка. Водата во градскиот водовод во Струга може да се користи само како техничка, но за пиење се уште не ги задоволува безбедносните стандарди. Ова се резултатите од денешните анализи. Иако е намалена матноста, се уште е над дозволените граници. Стружани повеќе од 2 недели немаат безбедна вода, како последица на нелегални ископи во близина на извориштето шум. Резултатите денешни се од 1,6 и до 1,7 се е матноста. 1,5 е нормално, 1,5 единици. Водата сега може стружани да ја користат како техничка вода за капење и така натаму, за одржување на лична хигиена, но се уште не е за пиење, нека се стрпат до крајот на неделава. За долгорочно решавање на проблемот потребна е целосна студија за санација на оштетувањата кај извориштето. Недозволиво е да имаме нерешена ситуација со оградување на најтесната заштитна зона, прва заштитна зона. Недозволиво е ние да имаме нерешен правен статус и односи внатре во таа потесна заштитна зона, бидејќи тоа езерце за кое што зборувате е на водостопанство на Македонија. Таму надлежност и своји објекти имаат Институтот за рибарство. Никој не го истражи. Да се затворат тие дупките со земјиште, да се исполнат, да се поминат со ваljak, да се набие земјиштето, затоа што ако не е земјата набиена, так порозноста е поголема и поголема ќе е заматувањето во самиот извор. Загадувањето на водата во Струга е под лупа и на јавното обвинителство. 2 фирми од Велешта добија забрана за работа поради тоа што нивната механизација беше затекната како врши ископи во близина на изворите во шум. Поради сомнение за незаконита експлоатација на минерални суровини и загадување на водата за пиење, јавен обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерки на предпазливост.
забрана на правните лица да ги посетуваат парцелите каде вршеле ископ и забрана да превземаат какви било работни активности на подрачјето, информираа од јавното обвинителство. Загадувањето на водата во Струга е резултат на долготрајни системски пропусти и институционална небрежност, велат правниците. Потребна е детална истрага со цел да се утврди одговорност и кај службите кои дозволиле нелегални ископи. Сметам дека е клучно и неопходно вклучување и на основно обвинителство за гонење на организиран криминал во Скопје, затоа што во конкретниот случај се работи за затајување на поголем број на институции, на поголем број на лица и сметам дека ваквото обвинителство има соодветен капацитет да може да одговори на комплексноста на ваквата истрага. Контролата на нелегални ископи ја вршат инспекцијските служби на локалната самоуправа и на Министерството за енергетика. Од локалниот инспекторат велат постапиле кога добиле пријава. Значи ние немавме одговорно, нема документ, барем во инспекторатот не е слезен дека има било каква пријава од страна на бившите директори на ЈП Водовод и канализација или праква дека горе има некакви активности. Значи онен момент кој имаше пријава, инспекторатот во моментот постапи. Даде забрана и таму повеќе не се работи. Наредните насоки ќе бидат за санација на теренот. Додека институциите ги утврдуваат фактите, стружани втора недела се без основното човеково право. Немаат пристап до безбедна вода. Речиси целата сума од последно проектираната за автопатот Кичево-Охрид е исплатена. До овој момент реализирани се 557.985.782 евра, или 93,3% од предвидената сума за изградба на автопатот Кичево-Охрид. Говорат последните податоци што од јавното предпријатие за државни патишта ги споделија со Радио Слободна Европа. Ако досега исплатената сума е 93,3% од предвидената, тогаш финалната, ако се биде според досегашните проекции, ќе изнесува над 200 милиони повеќе од првично проектираните 374 милиони евра, кои беа соопштени пред повеќе од една деценија. Делницата е долга речиси 57 километри, што значи дека 1 километар ќе чини околу 9,7 милиони евра. Се работи на санација на ново појавените свлечишта, како и на подготовка на заштитни мерки на косините и тоа со пошумување, поставување на геокомпозитна мрежа, прскање со бетон. Потоа на одредени косини се изведува решение со така наречени галерии, велат од јавното предпријатие за Радио Слободна Европа. Целта е што поголем дел од делницата да се направи функционална, за да може да се олесни патувањето до туристичкиот центар Охрид. Според последните достапни информации, до сега се завршени околу 40 на километри од вкупно 57. Официјално започнат со зградба во 2014 автопатот се гради веќе 12 години. Се поместува возрастната граница на пациентите со коронарна артериска болест и се почесто има млади пациенти со миокарден инфаркт. И покрај иновативните процедури кои што се употребуваат и третманот, сепак коронарната артериска болест се уште го држи првото место во општата смртност кај популацијата, вели доктор Наташа Скрческа, специјалист кардиолог од специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан во Охрид. Во Македонија повеќе од 60% од смртните случаи се последица на срцево-садовите заболувања. Во југозападниот регион полека се поместува возрастната граница на пациентите со коронарна артериска болест и се почесто има млади пациенти со миокарден инфаркт, посочува доктор Наташа Скрческа, специјалист кардиолог од специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Имаме доста пациенти со коронарна артериска болест. Можам да кажам дека во годиниве се поместува надолу границата за појава на ова кардиоваскуларно заболување. Помлади пациенти имаат почесто коронарна болест и симптомите и болестите кои што настануваат од неа. Почесто имаме млади пациенти со миокарден инфаркт. Но и имаме поголем број поради тоа што и поради третманот на оваа болест
се зголемува она старосна граница кај населението, односно луѓето живеат подолго како резултат на новите лекови, новите техники за лекување, така да нешто значајно да имаме приметено да се намали или зголеми, тоа е тука е негдека појавата на коронарната болест. Возраста кај пациентите, полот, генетската предиспозиција се ризик фактори кои што не може да се променат, но може да се делува врз високиот притисок, мастите во крвта, дијабетесот, пушењето, дебелината, физичката неактивност, вели доктор Скрческа. Ке им дадам совет на пациентите и на целото население да пуши помалку, да води грижа за своето здравје, да има физичка активност, здрава исхрана и да ги почитува нашите совети во однос на лекување на доколку веќе имаат некоја постоечка болест. Најмалку 80% од сите срцеви болести, срцев удар и дијабетис тип 2 може да се превенираат, при што од клучно значење се и превентивните здравствени прегледи. Доктор Скрческа порачува пациентите да се советуваат со своите матични лекари за ризик факторите за срцево-садовите заболувања и за упатување на кардиоваскуларен преглед. Во рамки на одбележувањето на неделата на срцево-садови заболувања од 21 до 28 февруари, доктор Скрческа денеска во просториите на Црвен крст Охрид одржа предавање за ризик факторите, превенција, третман и лекување на болестите на срцето и крвните садови во просториите на Црвен крст Охрид. Регулаторната комисија за енергетика ги соопшти новите цени на горивата, кои ќе важат од вечерва на полноќ. Цената на бензините се зголемува за 0,5 денари, додека на дизелот за 1 денар по литар. Така цената на Евро Супер 98 од утре ќе изнесува 75,5 денари. Цената на Евро Супер 95 ќе изнесува 73,5 денари по литар. Цената на Евро Дизел ќе биде 69 денари по литар. Поскапува и екстра лесното масло за домаќинство од 67 на 68 денари по литар. Цената на мазутот поскапува за 0,6 денари и од утре ќе се продава по цена од 34,5 денари по килограм. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Пријатно!